Добро вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно само интервју. По втор пат во само интервју гостин е претседателот на Комисијата за заразни болести, доктор Жарко Караџовски. Докторе, мислев нема да има потреба после ноемврискиот бран, еве дојде нов трет бран, па повторно има потреба да бидете гостин. Благодарам што се одзовте на поканата, се надевам нема да се чувствувате како во турска серија. Да, благодарам на поканата. Еве, како што рековте, втор пат сум кај вас гостин, во ноември бев гостин. И денеска ми е чест да бидам во вашата емисија и да споделам сознанија, размислувања и нешто друго што се планира во перспектива. Долго ве немаше во јавноста. Во меѓувреме прележавте и ковид. Дали тоа можеби беше причината или едноставно ви издодеа? Зошто велевте не сакам да сум како во турска серија? Па добро, прашањето ви е во ред. Во јануар цел месец бев на боледување, при што прележав тешка форма на ковид. Имав обострана запалење на белите дробови. 15 дена бев хоспитализиран, 7 дена на кислород, 64 инфузии, 64 антибиотици, ковалентна плазма, имуноглобулини. Тешка состојба, меѓутоа се успеав со помош на некои луѓе кои што ми помогнаа во делот на хоспитализација и третман, на кои што сега на почеток на емисијава сакам да им изразам бескрајна благодарност. Тоа се моите херои од ковид центрите, од сите ковид центри во државата, посебно ќе ги апострофирам моите херои од клиниката за инфективни болести, на кои што им упатувам честитки, поздрави и се надам дека ќе се гледаме во подобро светло и со подобро здравје. Исто така на почеток на емисијата ваша би сакал да се заблагодарам на целокупниот колектив на Институт за јавно здравје, а посебно на Институтот за епидемиологија, одделот за заразни болести, кои што и вас, новинарите и медиумите, ги хранат секојдневно со податоци. А ме хранат и мене со податоци за да се припремам за бројките кои што евентуално би биле предмет на дискусија. Ја хранат јавноста, но никој јавно не се појавува. Докторе, ве прашувам, бидејќи го гледаме кон во Србија. Колку епидемиолози имаме ние во комисијата и во Институт за јавно, веројатно не сте само вие. Ние бевме оставени практично на министерот Филипче и на Никола Пановски, професорите и Драган Даниловски, на кои не име тоа врска да ни објаснуваат што се случува. Значи, во ноември бев гостин, ја не сакам да речам турска серија, меѓутоа во сите медиуми. Во текот на една календарска недела, во сите медиуми бев гостин. Не е тоа спорно. Спорно е сега за третиот бран. Меѓутоа, повторувам, лично за себе можам да разговарам, министерот е доволно стручен, едуциран и ја води политиката и ја креира политиката во државата и може да одговори на безброј прашања. Меѓутоа, од епидемиолошки аспект на вашето прашање, ние сме во моментов 5 епидемиолози во Институт за јавно здравје и јас сум претседател на таа комисија, во таа комисија има уште тројца епидемиолози. Па добро, може да се појават и тие некогаш, да ги потикнете на некако начин. Има некои информации дека вчера сте направиле измени во комисијата, кои членови заминуваат, од кои причини, кои се новите и по кои критериуми ги берат? Министерот за здравство формира вчера нова комисија за заразни болести и надзор на заразните болести и спречување на појавата пред се на ковид, меѓутоа и на други болести. Дел од овие членови заминаа во пензија, откако направија 67 години. Дел од нив се заменети од тие институции од каде што беа дојдени. Останатите беа исто така заменени и подновени во наводници комисијата со лица кои што сакаат да дадат свој придонес кон работата на комисијата. Комисијата во моментов број 17 члена и овие 17 члена се од повеќе институции во градот Скопје и од клиниките, епидемиолози, микробиолози, интернисти, лица кои што работат педиатри, лица кои што работат непосредно во инфектолози, лица кои работат во третман, превенција и надзор над заразните заболувања, а пред се на ковид пациентите. Исто така имаме и представници на Министерство за здравство, Агенција за храна и ветерина, така да поприличен број на луѓе, стручњаци, професионалци од областа, кои што се повторувам, стручно советодавно тело на министерот за здравство. Ве молам, на министерот за здравство му даваме совети и препораки кои што тој ги објективизира и ги предава на главен кризен штаб и на влада. Значи, кога не сте самостојни вие, не сте немате некоја автономија. Никаква автономија. Како стручњаци имаме да бидеме паметни и да даваме паметни предлози. Тоа е првото и основно што го имаме. Работиме про боно. На сите им кажав и последен пат кога бев овдека.
За пари не работиме. За слава, може би. За имидж. Па не ми треба имидж после 36 години да градам. Меѓутоа, сум за тоа да се помогне како на Министерството за здравство, така и на граѓаните да им се објасни што ни се случува, кои мерки се предлагаат, до каде сме дојдени со тие мерки и она што се вика да споделиме наши мислења. А за колегите кои што ги рековте, професорите кои што ви се многу почесто гости на другите телевизии, немам посебен коментар, меѓутоа тие си осеќаат потреба да го искажат своето мислење, својот стручен став и го почитувам тоа, секој има право во држава, поготово ако го повикаат во емисија. Не, одговорност е, докторе, сега. Треба да се објасни, но тоа сакам да ви кажам, треба благодарници да им дадете на луѓето, зашто ако не си уште тие нема никој да ни објасни што се случува. Па јас благодарници не давам, меѓутоа вие ги повикувате и тие се одазиваат на вашата покана. Мене кога сте ме поканили, јас сум дошол, меѓутоа треба да сватите и вие и останатите медиуми дека јас сум во состојба на пост-ковид и не сум истиот Жарко од ноември. Тие што знаат што е пост-ковид, дека 1 до 3 месеца трае рехабилитација. А ја до скоро имав симптоми на ковид, иако излегов од болница. Ви посакувам убаво здравје и се надевам дека и другите колеги кои се дел од вашиот институт ќе се појавуваат. Благодарам што се интересирате. Добро, сега да преминеме на тоа што е главно. Реков среде трет бран сме, епидемиолошката состојба е влошена последниве неколку денови, имаме секој ден над 1000 ново заразени, 20-30 починати, имаме и млади до 30 години, денеска 1422 и 33 починати. Дали го достигнавме пикот на овој бран или лошото доправа треба да го очекуваме? Значи, доколку ми дозволите, накратко би образложил што ни се случува. Имавме еден бран во минатата календарска година, кога грото од протоколи беа направени за почитување на одредени мерки. Тоа се стандардни мерки кои што и сега важат. Дистанца, носење маска, негрупирање и она што народот сакаше или не сакаше да го прифати, дека нешто ни се случува и дел од тие мерки беа имплементирани во пракса. Вториот бран, кој што беше во ноември, беше добро очекуван заради тоа што тој бран се случи низ цела Европа. Третиот бран е исто така во Средна Европа посебно, меѓутоа во цела Европа е функционален во овој момент и го имаме. Меѓутоа што е различито? Тогаш го немавме британскиот сој, немаме во моментот во Македонија, меѓутоа имаме низ цела Европа сој јужноафрикански, имаме бразилски, имаме чешки, имаме словачки, имаме норвешки, кои што во Македонија со два со сигурност ги имаме, тоа е чешкиот и тоа е британскиот. Што е разликата? Сега момент. Дали треба да бидеме загрижени? Задолжително на народот мораме да му го објасниме следното. Овој британски сој, кој што е во држава, сите велиме меѓу 50 и 70% веќе присутен, од јануар месец па навака. Веројатно и јас и сопругата која што залепивме ковид, во 48 до 72 сата, прво не знам кај сум се заразил. Второ, не контактираме со никого. Нити некој ми доаѓа дома, нити некаде излегувам. Ова го кажувам заради јавноста. Во 24 до 48 сата се започнува клиничка слика која што е навидум лесна, меѓутоа воспаление на бели дробови и тешка компликација се прави за нецели 3 дена. Ако некогаш велевме дека инкубацијата може да трае до 14 дена, сега е 3 до 5 дена. Зошто го кажувам? На оние лица кои што се позитивни, мораме да им обрнеме внимание дека клиничката слика може да се појави нагло, во мал временски период, со навидум лесни симптоми и со многу потешка компликација. Компликацијата е прво на белите дробови, меѓутоа имаме мултисистемско зафаќање од глава. Тоа значи централен нервен систем, мозок, шлог, инсулт, надоле невролошки испади, оштетување на белите дробови, оштетување на срцето со тахиаритмии, односно неправилна работа на срцето, оштетување на црниот дроб и бубрезите, оштетување на крвните садови, со така наречено згручување на крвта. Значи, мултисистемско зафаќање во краток временски период од нешто, ја ќе го наречам, чудовиште. Чудовиште заради тоа што не можеш да го предвидиш кај кого, кога и на кој начин ќе се појават симптомите. Зошто ова го велам? Дел од нашите луѓе мислат дека сите во наводници, ќе речам за да ме свати населението, во една куќа
Сите штрафови не се еднакви и еднакво цврсти. Сите греди, па и во човековиот организам, не се еднакво цврсти. Со други зборови, ние навидум изгледаме здрави, ама никој од нас не знае какви ни се крвните садови, какви ни се белите дробови, какви ни се црниот дроб, бубрезите, срцето. Со други зборови, зафаќање на овие органи води неминовно во краток временски период кон појава на симптоми. Кај некого појасно, кај некого посредно, кај некого потешки симптоми. Затоа очигледно имаме наплив на пациенти зголемен овие денови. Апсолутно, 80 дневно има на апсолутно, ја поддржувам вашата реченица која што гласи заради британскиот сој имаме многу полесна трансмисија на вирусот, побрза трансмисија на вирусот со потешка симптоматологија. Некој ќе ме праша дали е ова само кај нас? Не, во цела Европа. Па видете ги прво Средна Европа и Балканскиот полуостров. Дури и оние држави каде што имаат веќе спомената вакцинација, Србија со 2 милиона дадени вакцини, имаат во моментов 5.500 позитивни и имаат 30-40. Добро, ама имаат помала смртност, бидејќи ги штитат постарите вакцинирани се. Повторувам, смртноста не зависи само во моментот од вакцинацијата, туку од почитувањето на мерките. А почитувањето на мерките и нивно спроведување во пракса, за нас најголем проблем во моментот не се целото население. Тоа сега ве прашам. Дали имате вие представа, дали знаете каде и како се шири најмногу вирусот? И како, доколку дозволите, би ви покажал... Мислам, каде, во кои објекти, на кој начин? Ќе ви покажам. Да. Гледате четвртиот бар, тоа е овој, четвртиот бар. Добро, гледам, да. 30 до 39 години. Во моментов е доминантен во државата. Ако се сеќавате, пред да дојдам кај вас во ноември, беше 50 до 59 и 60 плюс. Со други зборови, во последниот месец што ни се случува, во 4 недели, младите од 30 до 39 години се доминантна група каде што се шири вирусот. На прашањето е па зошто баш кај оваа возрастна група? Заради тоа што тие излегуваат од дома, се дружат, не ги почитуваат некаде мерките и проблемот не ми е за тие 20, 29, 30, 39. Грото од нив, 95-98%, се заразуваат, стануваат позитивни, меѓутоа, проблемот е што тој вирус го однесуваат дома, кај своите родители, кај своите дедо баба, кај своите најблиски, кои што навидом тие немаат симптоми или многу лесни симптоми. Што значи тоа за нас? Се полнат клиниките заради вирусот кој што е британски и еден куп други можности за мутации на истиот овој вирус. Меѓутоа, се намалува бројот на хоспитализации на 40 до 59, меѓутоа се зголемува на 30 до 39 и 60 и плюс. Значи, помладите се инфицираат и заболуваат, постарите кои ќе се инфицираат веднаш у болница идат и грото од нив имаат фатален исход. Очигледно состојбата е загрижувачка и алармантна и според Светската здравствена организација, во вашиот извештај последно што читав, ние сме во фаза 4 широко распространета трансмисија со умерени капацитети за одговор, но вие ниту денеска не предложивте нови мерки, иако очигледно ова што е полициски час од 22 до 05 не дава многу резултати. Бројките растат овие 3 недели. Значи, во нашата држава имаме широко распространета трансмисија на вирус. Треба некакви мерки да се спречи тоа. Така? Само. Значи, имаме широко распространета трансмисија на вирусот на територија на целата држава. Тој е првиот факт. Вториот факт, го имаме британскиот сој, кој што 50 до 70% се шири побрзо и поголем број на хоспитализации дава. Што тоа значи во пракса поголем број на хоспитализации? Ако денеска имаме 70 хоспитализации, а во истиот овој период, кај истото население, ланската година во март, имавме 20-30 случаи. Што е сега разликата? Разликата е дали некој ги почитува мерките и дали имаме нов сој на вирус. Ако мерките се почитуваат на соодветен начин, за да не увредам никого, само ќе речам, сега е налична совест и свест некој да ги почитува мерките. Државата, комисијата или било кој друг има право да казнува или да воведува рестриктивни мерки. Комисијата во моментов смета, и на денешната седница сметаше, дека оваа широка трансмисија на вирусот низ целата држава нема да добиеме ништо, како што ние сега, освен што ги гледаме мерките кај нас, видиме што соседството прави. Прво, Србија направи 3-4 локдаун за викенд. Што доби? Ништо. Бунар. Зошто направи така? За да ја смири малце јавноста.
Што доби? 5.500 случаи вчера позитивни, 30 смртни. Па И ако не покрај се 2 милиона. затворија, може 10 да има. Меѓутоа, за Може еден да кажете викенд дека не се прави затворањето ништо. не дава резултат. Значи, за еден викенд ти луѓето можеш да ги заклучиш. Тие што сакаат да не ја почитуваат мерката, ќе ја не почитуваат и ден пред локдаунот и ден после локдаунот. Кај нас е само една молба од мене, да се почитуваат мерките, а она што не делава го следам. Дали инспекцијските органи затвориле одредени кафичи, кафани, ресторани, свадби, растуриле и не знам што? Нема. Не знам дали приметивте дека во оваа недела ние не бевме известени дека се затвараат А речи си институции. да нема А ако ви објект текнува, во кој се почитуваат сите протоколи. а ако ви текнува Гоце, ние во изминатиот месец, колку свадби влегоа инспекцијските служби и полиција и журки да се затворат? Сега мислите дека нема или инспекциите не си работат? Не, ја мислам дека си ја работат. Меѓутоа народот свати, журката е равно 5000 евра. Казна за луѓето е малце повисока. Значи некој што размислува од финансиска гледна точка, значи не му е сведно 5000 евра да ги даде. Така. Второ, може да завршат и со затворска казна. Имаат опција да бидат, срамот е да бидеш приведен. Срамот е да бидеш сослушуван што си дошол тука и колку си дошол и зошто си дошол. Меѓутоа, не заборавете дека во државата на повеќе места беа затворени локали, хотели заради свадби на одредени луѓе. Во Тетовско, во Гостиварско, во Скопско, во Охридско, во Битолско и она што народот уште не сака има да докторе, признае. но сите кафичи и ресторани не се почитува, прво елементарно нема доволно растојание како што е пропишано. Се сложувам, Сега, меѓутоа тие работат не се согласно почитува. протокол. Да. Тие работат согласно протокол. Да, но не се почитува и никој не го Дали некој ќе санкционира го тоа. почитува Да. или не, зависи како од газдата на локалот, така зависи и од гостите. Меѓутоа, она што сакав да И од инспекциите кои треба да се инспекциите кои треба да контролираат. казнуваат. Меѓутоа, дали ви текнува колку имаше предвоведување на полициски час, непочитување, па у 12 у 1 у 2 полиција влегла на дојава да затвори некој локал. Имаше такви. Меѓутоа, ајде уште една реченица која што сакам да ја потенцирам, зошто ова ни се случува. Ви текнува ли што беше сега за 8 март? Па ние добивме еден куп слики за непочитување на мерките и организирање на 8 мартовски свечаности. Ја лично добив као фотографија еден куп од државата. Второ, одењето во странство. Некои велат, па шо ако сум отишол во Истанбул? Шо ако сум отишол на Маурициус, Дубај, Одат сега во Мексико и Дубај, тоа Ма мене не ме интересира кој кај бил, нивни проблем. Не е отишол со мои пари. Мене ми е проблем што тие ќе се вратат во оваа држава. Тоа ми е проблемот. Рековме, не може во Африка да се отиде и направивме наредба за сите луѓе што се враќаат од тамо домашен карантин во одреден временски период. Зошто? Се плашиме од јужноафриканскиот сој. Добро, затоа кој на што е Дубај и многу- Мексико, докторе. Тоа нека размислуваат за Дубај и Мексико тие кои што биле. Меѓутоа, ја не сум надлежен за тоа. Меѓутоа, од епидемиолошка смисла на зборот, стално велам дека во државата мора да има почитување на мерки. Тоа е законска регулатива која што е донесена од страна на владата. Кој кај бил, секој си одговара за себе. Добро. Ја препорачувам да не одат никаде во овој временски Да период. се вратиме на мерките. Велите дека нема потреба според вашите анализи. За сега лекарската комора имаше пред една недела едно драматично обраќање до јавноста, ретко го прават тие тоа, во кое предупредуваат дека медицинскиот персонал е на работ веќе на издржливост. И бараат од вас нешто да направите.